Пријавата на началникот во Берово дека сум испраќал заканувачки пораки не е точна. Пораките се навредувачки. Мехмет Усаинов од општина Берово реагира за некоректната ситуација во која се наоѓа веќе со години. Пред камерите на Емне телевизија го раскажа случајот, кој како што вели му остава траг за цел живот. Вели дека за случајот се запознати институциите, но од нив тој не добил никаква можност за да го истакне својот глас. Бара правда прику која тој ќе може да ја раскаже ситуацијата, за кој тој е обвинет. Сакам да кажам дека кривичната пријава на началникот во Берово дека сум праќал некои заканувачки пораки, сакам да кажам дека пораките не се заканувачки, него се навредливи, со навредлива содржина и кој е резултат на 4 годишното нивно малтретирање врз мене. Запознаени се повеќе институции во државата. Јас до правна разрешница на случајот никако не можам да дојдам, затоа што сите мои кривични пријави се уште пред 2 години се отфрлаат од обвинителството во Берово, односно превземаат действија и насоки за да покренуваат кривични постапки према мене. Имам внесено пријава во МВР Кочани, по која уште не сум повикан. Проблемот за него станал кошмар и целото тоа тој да го докаже сега му се потребни тим на психијатри и на психолози. Документи се води од 2012 година, јас се што зборам поседувам огромна документација која во моментот не можем да ја понесам со мене. Причината јас ја точно знам, меѓутоа, како што кажав и прошлиот пат, во интерес на понатамошното постапување не сакам да дадам прецизна насока. А насоката ќе ја дадам таму кај што треба, односно кривична пријава имам поднесено повторно до поголеми институции во државата. Целото дело го имам повторно внесено во Хелсиншки комитет и запознаени се сите институции. За да ја кажам јас проблемот од кога датира и на кој начин сум малтретиран и на кој начин сето тоа го прават, ми треба мене тим на психијатри, тим на психолози, така да тоа што ќе го кажам има кој и да го разбере. Во согласно со ситуацијата, Емне телевизија се обрати до секторот за внатрешни работи Штип, а од тому посочуваа дека пријавата против обвинетото лице од Берово е со доказ, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело за угрозување на сигурноста. На 18 декември годинава пријавениот испраќал SMS пораки со заканувачки содржини кон началникот на Берово.